опозицијата користи моментна тема кој што ја отвара друг за некаков таен договор и таа го факторизира своето влијание со тема што ја отвара друг. Дали отварањето на таа тема ги подхранува овие стереотипи на ваков начин? Па, ако се користи некој вординг што не треба, да. Дали во овој случај со вордингот кој што сега се користи, се подхранува? Па некој вординг можеле да го избегнат во соопштенијата. Значи се служуваат. Добро, убаво е тоа да го кажеме јавно, бидејќи нели така се менуваме и така одиме напред. Ајде се договориме сега околу резолуцијата за месечината, што правиме за освојување на млечниот. Не, сакам да зборуваме за комуникацијата, бидејќи кога се прифати францускиот предлог, една од главните обвинувања беа на тогашната опозицијата, сегашна власт, дека не биле комуницирани за важните државни прашања. Еве сега го начини господинот Макрадули дека таа комуникација чувствува дека фали за главните прашања. Што видовме една средба имаше помеѓу премиерот и лидерот на опозицијата, меѓутоа што да направиме и дали е воопште можно во вакво политичко милие на вакво ниво како што е моментално во Македонија да се најде консензус и власта и опозицијата да можат слободно и без да мислат дека некој ќе намести некој едно друго да разговарат, да речеме да определиме трите најважни прашања за државата и тука сите дуваме во иста цевка како што се вика, сите идеме по овие прашања идеме напред, тука нема компромис, пошто ова е Македонија и сакаме таму да биде. Зошто за се гледаме одоколу некако? Или утопистички ова? Во демократија кој има мнозинство, тој победува. Ја ги гледам во Соединените Американски држави не можат консензус да направат околу национална стратегија за тоа како треба да се однесуваат кон Русија, да речеме. Сат не може да направи консензус, па сега ние ќе направиме консензус. Значи суштината не говорете убаво да го чуеме, тоа мислам, погледа. Значи, моето мислење е дека ставовите е окей да се разликуваат, вистината секогаш е негде на средина. Може би помалку на оваа, повеќе на таа страна. Најважно во наредниот период не е политичка стабилност, во делот на тоа да не влегуваме во тие сценарија, знаеш, за протести, затоа што од 2014 година, од кога почна со бомби, до ден денес ние глава не може да тргнеме само ради такви политики и такви работи. Треба да се работи концизно, политичките субјекти да нудат решенија, програми, да нудат, како да кажам, критика за политиката и се да си оде низ демократските институции. Имаш собрание, имаш влада, имаш сесија. Благодарам. Го кажавте примерот за Соединените Американски држави, така е генерално, со некои нијанси. Меѓутоа, да земеме пример за Бугарија. Бугарија си има власт и опозиција, си размислуваат секој на свој начин, свој како се вика борби, свој наратив си имат, меѓутоа кога ќе дојде прашање кое што е важно за нив како целина, како нација, они застануваат еден позади друг. Кој е тоа прашање? Па еве да речеме за проблемот со Македонија. Прашање во кое што треба да се поставиш арогантно кон послабијата е многу јаки. Добро, за нив е тоа многу важно прашање, ама не е тоа маргинално прашање за нив реално. Еве, кај нас може ке се обединат сега за овие напатениве души што бегаат од воени подрачја, па да се обединат против нив. За такви работи секој ќе се обедини. Ние не се обединуваме. Еви за тоа прашање. За такви работи, за тоа што е за во омразата нема проблем да се обединат. Проблемот и во Бугарија и во Македонија. Они тоа не го гледат како омраза, они гледат како конструктивно. Ја следам бугарската политика. Знам, за тоа прашувам. Се немаат обединето за ништо конструктивно, кој знае од кога. За деструкција се цареви да се обединат. Исто како што кај нас, за да земат помош од државата, партиите сите се обединуваат тогаш. И левица е со нив. И ова што им Добро, тоа е едно прашање, еве друго да зборуваме за државно прашање, не за лични привилегии, тука се разбират убаво. Они се разбираат, нема проблем за таа работа. Но немојте да очекувате дека за ваква работа, сега пази, треба да се обединиме за нешто за кое што напишал весник некој у Британија. Не, треба да се обединиме како да станеме членка во Европската унија и како да направиме нормална, елементарно пристојна правна држава. За овие две работи. Сега на пример е совршено време да се за заеднички да се постапи во однос на ова. Марта Кос имаше интервју во кое што кажа дека начинот на преговарање ќе се смени за Украина за да се заобиколи ветото кое го најавува Унгарија, го најавува Словачка и така натаму. Еве, може и ние да се обединиме заедно со СДСМ и ВМРО-ДПМН, наместо да повторуваат дека треба да се реализира францускиот предлог, да се побара заедно и за нас да се
да се смени рамката, а еве како компромис за промената на начинот на одлучување, како компромис ние ќе ги ставиме бугарите у устав. Добро, тоа беше едно интервју, да, за интервју, тоа сакам и за тоа да разговараме, мислам беше дадено викендов на еден фин германски јазик кажано. Јас можам да ви кажам дека за ова мислам дека треба што е можно побрзо да СДСМ ќе признае дека се погрешило со францускиот предлог, да еве да исправиме работата, ВМРО ДПМН ќе направи компромиси, ќе ги стави бугарите во устав и заедно да понудиме државна платформа, сите политички субјекти, дека ние прифаќаме преговори со Европската Унија по теркот на Марта Кос за Украина, а за возврат ние ќе ги ставиме бугарите во устав. Мислам дека еве конечно случајно ова сега ми текна. Да, визирам ама мислам возбудата од откритието. Ова сега ми текна. Мислам дека ова е идеален момент за сите политички. Ајде, ме дали се прашање вас. Го прифаќаш и ова да се обединим. Па јас кажувам дека власта различно зборува во Македонија, зависи незините изјави зависат од локацијата во која што се наоѓаат. Јас колку што гледав на телевизија во Страсбург кога беше мешовитиот комитет од парламентот, каде што Марта Кос кажа дека нема дополнителни услови, дека промената на уставот е поидовна точка за се, пратеничката од ВМРО ДПМН гласаше за. Тоа го видовме сите на мешовитиот комитет во Страсбург. Значи, во Страсбург мислат едно, тука мислат друго. Јасно е дека нема дополнителни услови, но еве сега се виде дека таа стратегија на ВМРО ДПМН е нешто друго да се деси што викаше претседателката на државата, падна владата во Бугарија и сега ќе си купиме време. И за жал јас би се радувал, но мислам дека и СДСМ го има каже на тоа, доколку има поприфатлив предлог на маса, ќе го поддржиме, бидејќи интеграцијата на Македонија во ЕУ е клучот за мене. И една од дилемите кога зборуваме за проблемот со мигрантите е таму каде што вика ќе се носи во неевропска земја. Значи, ние сакаме да бидеме европска земја, сакаме да ги исполниме условите. Црна после дополнителни преговори затвори 5 поглавја за кои што ќе добие по милиарда евра за поглавијата. Значи, нас ни треба тој финансиски подстрек и механизам за да се дефинира нашиот пат и мислам дека ако има подобар предлог, СДСМ секако ќе прифати, мора да зацементираме таа наша пат како неу. Немаме друга ни алтернатива. По изјавата на Марта Кос, значи во Марта Кос каже и нема, Кос рече и нема дополнителни услови, не се секирајте, овие се само. По последново интервју во однос за Украина на Марта Кос и по блокадата која Франција ја направи на како се вика, на Црнагора за 2 од поглавијата, станува јасно дека ние веќе имаме простор за игра. Зошто? Затоа што Марта Кос излегува и вели нема веќе со консензус да се носат такви одлуки поради Украина. Сега мора да испорачаат на Украина. Не, во случајот на Украина. Да, во случајот на Украина. Да. Но дека тие ги замрзне на пример и средствата на руските олигарси без поддршка од Унгарија. Ама сега пази. За вас фер е Украина да добие тој однос, за нив да не мора консензус, а за нас да мора консензус. Фер ли е тоа за вас? Не. Ајде зборот фер од политика да го трнеме на страна, да зборуваме за реалноста. Не, никој нема дилема дека сме испатили ние многу. Црногорците и србите и албанците што сме. Ги добија 5 после. Ама не добија блокажа за 2 од поглавијата со сериозни анализи дека Франција намерно им го блокира интегративниот процес за да не влезат брзо во Европската Унија. Идејата е дека ако влегуваме, ќе влегуваме заедно и сега е совршениот момент ние да побараме да го добиеме тоа што го доби во Украина. Консензусот да биде заобиколен и за нас. Злате, па многу е голема игра тоа, значи на Украина и на Европа е у интерес нели тука да не затвори. Зашто сега ако направиле таква нека пракса, зашто ние сега да бараме? Тоа претпоставувам дека ќе ни кажат што треба да направиме. Има уште, ако не побараш никој нема ништо да ти каже. Отиди у кафана и седи да видиме дали ќе донесат јадење. Треба да побараш. Има тука некаде знаат точно што треба да прават. Има тука луѓе што не знаат. Многу важна димензија во целата оваа приказна. А тоа е дека ние во овој момент
и да ги направиме одстапките кои ги бара СДСМ, да ги ставиме бугарите во устав утре и така натаму. Не, тоа е преговарачка Значи- европска рамка, не ги бараме ние. Како? Па не само ние. Таа што ја потпиша без консензус национален, ја потпиша Бојан Маричич, Артем Груби и компанија. Значи без никаков национален консензус. Дури да го прифати тоа власта, пак ќе налетаме на истото што налетува над него Црна Гора. Во овој момент, сега, ние имаме момент да искористиме од цела оваа геополитичка случка. Еве, значаен момент кој почнав да го кажувам. Чешкиот премиер или председател побара цел Западен Балкан да влезе во Шенген, затоа што вели на ваков начин ние не може да ги обезбедуваме границите без Западен Балкан во Шенген. Затоа што вика има групи кои прават трговија со мигранти и невозможно е да ги спречиш да го прават тоа што го прават. Ние вика треба за да ги затвориме подобро да ги контролираме европските граници и тоа го прави човек кој мислам дека има воено искуство тој. Треба да го правиме врз база на тоа цел Западен Балкан да влезе у Шенген. Да ги Тоа трнеме моментов- границите. Да, Да си ги за цел- заштитиме границите за тоа што ќе ги трнеме границите за од Западен Балкан, да. ама ќе ги фортифицираме границите на Западен Балкан. И сега пазите, Чешка не е мала и небитна земја. Сега не викам дека ова ќе донесе радикални промени, ама самиот муабет, самиот наратив полека се менува. Така што ние имаме што многу да очекуваме и мислам дека треба конечно заедно да почнат да работат на ова. Еве мојата идеја од вечерва, фала Богу, нешто паметно и од мене. Да, ти се дочекав ми тоа. Фала. Сите ќе да. Само што контекстот на Украина е малце поширок. Гледаме денес унгарскиот министер вели дека Полска сака да турне Европа во војна. Од Украина читаме за сигнали дека еве не икеме у НАТО, не сакаме во НАТО. Така да тоа е дел веројатно преговорачкиот процес во кој што ние не можеме да избереме кој дел од ќе ни одговара па да го земеме за нас. Ние мораме да си ја градиме нашата политика автохтона и мислам дека тој консензус исто ни фали. Да се договориме што правиме Да, на патот. да, сега додека во Македонија тече нека полуимагинарна дебата околу мигрантите, ќе видиме како ќе се развива, како која вистина ќе победи на крај. Во Европа се случуваат некои, да речеме, тектонски промени, нешто движење кои што не сме ги виделе после Втората светска војна. Некои ги нарекуваат историски. Дел од нив е дека дел од повлекувањето на американците од базите во Германија, каде што се стационирани по завршувањето на Втората светска војна. Некој тоа го гледа како оставање на Европа сама да се справува со Русија. И сега, дали во такви промени се отвара можност за побрза интеграција на Западниот Балкан, сакајќи Европа побрзо да си го затвори ова, да речеме, свое условно кажано крило и да бидеме ние и повторно условно кажано колатерална добивка што видиме. Па мислам дека во овие 30 Се малце се расширивме, но да. мислам дека во овие 35-6 години нашиот интегративен пат бил поприлично подкрепен и поддржан од Соединетите американски држави. И тоа што за нив Западниот Балкан или Македонија не е во периметарот, да цитирам, сум загрижен. Јас бидејќи нивната поддршка е исклучително важна во цел и во односите со соседите и во комуникацијата со Европа, таа поддршка нас ни фали, таа компонента ќе ни фали. Ако Зашто не добиваме таа сега? па политиката на, како што велите, Соединетите американски држави се откажуваат од Европа, а не за ние не сме ни тема на листата, не знам која се, да не сакам да се подценам, но не сме тема за моменталната А администрација. тоа што сме стратешки партнери, Па сме стратешки партнери, но очигледно фокусот е пренасочен на друга страна. Се брза некако да се заврши војната со Украина, меѓу Украина и Русија, или да се спречи агресијата од Русија кон Украина. Сите тоа го очекуваме и мислам дека фокусот е таму предложен. За жал, тука ја немаме таа поддршка на овие нови релации кои што постојат во Европа. Ако е политички момент, а секогаш било политички момент, треба да се искористи нашето интегрирање во Европа. И мислам дека, бидејќи не станува само збор за бугарите во уставот и за неколку други, и црногорците, и харватите, со што ја покажуваме нашата нексенофобија, напротив, туку ја покажуваме нашата интегративност како народ, Види се, мислам дело дека да треба да беше се и кажете, у искористи. моментов има поише непалци у Македонија, така што мислам дека они се дискриминирани, али окей.
Никој нема проблем во Македонија и со нив и со се. Токму затоа ни треба Секогаш кога има граѓански непознаници, создава тоа сомнеш. Луѓето се плашат од Се непознатото, плашат тоа од може природно непознатото. до негде и затоа не треба да се подхрануваат тие стравови. Кога зборуваше господинот Макрадуле за европската интеграција, во еден момент спомена дека еве во овој момент ништо не се прави и вие рековте, дофрлевте се работи и сега. Што се прави? Па еве се работи во овој момент самата геополитичка промена и ова не знам како да ви објаснам, ние у Македонија се занимаваме со глупости, со битни работи не се занимаваме. Затоа што доколку сега се воспостави правило без консензус да се носат одлуки за вакви работи, се менја играта и за нас. Европска унија не е како да кажам, не е до толку несериозна, па сега нас да не дискриминира. Ќе ја смени и за нас рамката. Токму затоа ова е одличен момент. И сега треба, ако продолжи во овој правец да се движи работата и со завршувањето на војната во Украина со можните случувања таму, и ако тоа се рефлектира нивната европска интеграција на еден заеднички пакет, тоа значи дека ние многу мудро сме постапиле што не сме се истрчале Во пред меѓувреме што треба ние да правиме? Во меѓувреме треба да правиме реформи, да го реформираме системот, пред се тука зборувам за судството и за обвинителството и да се подготвуваме да станеме европска држава. Тоа треба. Не може они од Европа да дојдат да не завршат задачата. Да. Ние сме тие кои ќе завршат. Рековте промени во судството, владењето на правото, дали сега ќе имаме најверојатно и промена на државниот обвинител, дали го гледате тоа како прв чекор за да видиме нешто ново што може некој друг човек да направи во однос на криминалот и на корупцијата кој што е, да речеме, во високи размери во државата? Па јас никогаш не сум мислел дека персоналното решение може да промени се. Мислам дека ни треба содржински промени. Гледате такво моментот? Не. Па ние имаме чиста... Дали гледате желба за такво нешто? Па не, еве, рокот го испуштивме во јуни. Не добивме 17 милиони евра од планот за раст и развој. Колку? 17 на милиони, како вика евра. Што се за Македонија Па 17 добро. милиони евра? Само во делот на правосудството. Добивме, кавга, наводна кавга меѓу ВМРО, ДПМН и знам во однос на министерот, магистрирал, не магистрирал, работел, не работел, од кој исто граѓаните немат никаков фајр. Дали до крајот на декември ќе се донесат оние закони што ги ветија, не верувам, бидејќи буџетот, па дали ќе има ова промената, но тоа не носи. Имаме оценска мисија, таму се наведени... Добро, зошто сега ќе се ратам на опозицијата? Добро, гледам како добро. опозиционен господин. Зашто сега да речеме за овие теми кои што се многу поважни не притиска опозицијата на начин кој што притиска за ова? Па мислам дека таа средба што споменавте вие беше и таков предлог да се направи работна група за измените во делот на правосудството. Знаеме какво заврши тоа, игнорантски однос кон членовите кои што беа предложени од Социјалдемократскиот сојуз. сојуз. Да се прави тоа. Па, ама веќе е пробано тоа. Јас кажувам, давате некој предлог, вие одма навреда добивате. Не е тој начин. Еве неколку се фативне за некои цитати. Меркел викаше различните мислења се богатство на едно општество, не се проблем. Зошто не? Тоа не можам, еве, дали може би често го кажувам тоа со годините, еве јас сум бил побунтовен како помлад во собранието. Ни фали тој разговор, го нема тој разговор. Ја нема дебатата за клучните Да теми. се искокараме као луѓе. Не Значи, треба, ама као луѓе. Не треба. Значи, со аргументи, да се со факти, искокараме. со бројки. Ама знаеш, тука тие три точки, ако се тие три точки се сложувам јас со вас. Ако се тие правосудството, образованието, јас ќе ставам и животната средина секако. Еве ние на 1 јануар може да ни воведат такса за CO2. Некој дискутира во држава за тоа. Зашто сте против тоа вие? Не Европа да ни воведи за Па CO2. треба да се воведе како? Ама тогаш Да не паметат. Дезгериња да се возат тука низ Скопје, Не. никаков еколошки За големите, ама добро. ни еден голем да не се зошто пази за никој не ништо. вложил кај што треба во капацитет? Значи, Шетам ние у Ново се Лисиче, сложуваме дома се со вас, враќам на трите- ќумбе ми мириса джемперот. Од што? Тоа што е? Тоа е не сте- CO2. Ама не сте го слушнале вие премиерот. Треба да се веселите дека во неделата бевме Имаше тој ден излегов Ама и стварно треба да се право, греат беше на чисто. нешто луѓето. Како? Треба да се греат на нешто луѓето. Државата не има Мора да обезбедува алтернативен субвенционира, начин, не може да државата мора да го не може направи. едно семејство Државата мора во да село го Лисиче да субвенционира не тоа, гори така е. ќумбе за да се смрзнат за господинот Злата да не му мириса блузонот на Сакаш да ми кажеш ти дека грејењето на дрва е социјална категорија?
Не сакам да кажам дека само начин на извини. дека е начин на затоплување. Вака сега. Тој начин за затоплување За некој единствен. кој според вас за некој е единствен е поскап Поскапи. од тоа да се греете на Да, топлотна ама нема пумпа, да инфраструктура. речеме. Ама нема инфраструктура. Не бе, на донесена. топлотна пумпа, бе. Не. Топлотна пумпа, 6000 евро инвестиција, можеш да се грееш на топлотна пумпа. Сега да не биде дека рекламирам брендови, ке плаќаш струја 2500 Колку денари евра? за грејењето, 6000 евро. Се изолирани. Но, кој ќе Знаете дека за поделиш? некои семејства дека Да, и тоа е 6000 евра е мисловна именка. А имаат 70.000 денари годишно, 80.000 да дадат за дрва. А знаете дека не се горат само дрва, дека Значи се грее. горат и верици, и лепаци. Ово кажам како лош и- пример, да. не да ги Значи, оправдувам, туку контекстот ми е дека треба државата бидејќи на тој начин многу ќе Има ќе ни го систем, заштити тоа е. здравјето, да направи системот тоа да не спречи. Ке се споменуваат когенеративни гасни централи и друго. Дали тоа е Ма еве сега, Нешто ако што јас треба да немам работиме. пари да го издржувам моето семејство, вие мене ќе ми дозволите олово да топам у двор, цело мало да го трујам како тоа. не сега ова е Значи не, банализирање. сега не е банализирање. Не, се ме Не е сваќа, се зборувам за реален Значи проблем. Државата имаш мора да субвенционира инфраструктура, ама тоа да го направи со плат. Дури тоа со палети што беше пред 15 било на какви години, мерки. помалку загадува. Значи има многу поефикасни и поевтини методи од тоа кои вие го зборувате, затоа што вие се најскапи, затоа што се најштетни Добро. за нашето здравје. Во ред, значи сега вие кажувате Најскапо од се е биотерапија, имунотерапија и хемотерапијата се поскапи од Боже. било што друго. Не дај Апсолутно. Боже. Видете колку зголемени случаи имаме и зошто се тие зголемени сега. Тоа не Уште дај еднаш да Боже. кажам, за да не ме статистиката свати некој секогаш, Не дај погрешно. Боже го демантира. Ама тогаш ќе отидеме у другата крај. Например, ви имате за жал повеќе дечиња, бебиња починати од апсурд ја доведуваме ситуацијата, бидејќи господин Златев така е, Не е апсурден. од возење со 57 км, Веројатно. ама ние не вложуваме таму толку. Како? Во сейф гинекологија да речеме. Ме разбирате? добро, мислам дека Во е сейф многу- педиатрија. во овој момент сейф педиатријата здравство. е Истече времето да. Златев, Таму барем си ја И во здравството. завршува работата. Останавме недоречени, ова го кажувам во контекст на тоа точно е дека горењето на се што е најголем причинител на загадувањето кој што страдат сите граѓани, а здравјето нема цена, апсолутно. Меѓутоа кога знаеме дека е така, претпоставам дека треба и системот и државата да изнајде начин како да им помогне Тоа на се наша. вика полиси. Да. Значи Ето, ние за- треба да имаме полиси, Да, апсолутно, тој ми беше политики контекст. за сите овие работи, треба да А имаме. не да прашаме која ќе китиме. Да. Значи Добро. тоа се важни Ви работи. благодарам за учеството во вечерашната емисија. Барем Имавме- малце почисте сега Скопје. Мислам дека имавме интересна дебата, одговоривме некои прашања кои што се моментално актуелни. Уште еднаш ви благодарам за учеството, почитувани ви благодарам и вам и уште едно потсетување дека вечер од 23 часот на Кавга со Иван Андреј Женовски гостин на еден интересен и динамичен подкаст. Гледате, останете со програмата на Канал 5.